Во суштина задачата на роботот е да крене две топки 180 см во висина. Тие две топки се вода и енергија, се стават во таа корпа и таа корпа произведува храна. Бидејќи ние на сите прв пат да работиме со овие делови, наидовме на многу проблеми кои прв пат ги среќаваме, но верувам дека со помош на менторите се снајдовме како да го решиме проблемот и успеавме да ја завршиме задачата. Како што прават со авионите, сакавме на роботот да му дадеме женско име и затоа се решивме името Теа, бидејќи можевме да составиме акроним кој ја зема македонската култура ете ајварот и стававме нешто експлозивно, нешто многу силно. За роботот највеќе привлече дизајнот кај другите тимови и многу не прашува што значи ајвар, бидејќи прв пат слушаат за тоа и така ја проширивме нашата култура кај другите земји и им објаснивме што е ајвар. На прво место секако се дава акцент на пребројањето, но како второ иде и дружбата и размената на идеи, различните концепти на другите држави, како и самата дружба помеѓу алијанси, бидејќи во една алијанса има 3 тима кои што се бори против други 3 тима. Целта беше да се добие највеќе поени што може помеѓу таа соработка. Темата на целиот натпревар, односно на Олимпијадата по роботика, беше хранење на иднината, каде што символички преку топките на вода, енергија и храна се представуваа вистински светски проблеми кои што луѓето треба да станат свесни, да работиме нив и да ги подобриме. Исто така преку роботиката се крива и духот на STEM, математиката и инженерството во младите. Поради тоа што имавме многу кратко време за изработка на овој робот, се поделивме како тим на различни делови за изработка на роботот, за тоа кој е најзапознат со различните делови за изградбата. Бевме поделени на делот за механичкиот и погонскиот дел, на програмскиот дел за софтверскиот дел на роботот и за движењето, и исто така дел за дизајнот и изгледот на роботот. Менторството опфаќа углавно пред да процениш кој дете, ученик е способно за што. Например, некои беа способни повеќе за механика, некои за програмирање и слично, други помага околу организацијата и набавување делови што ни треба. И од кога го установивме тоа, се организиравме, поделивме таскови, го изградивме роботот и тоа беше тоа. Исто така јако помогна многу во делот со административните работи околу идење таму и слично. И комуникација со родителите. Не сум се занимавала премногу, меѓутоа од мала уште, но гледајќи го дедо ми нонстоп да поправа по дома, ми дошло така некоја и ми останало очигледно. Некоја љубов кон тоа да видам, да разгледам што се состои, да составам нешто по дома, да поправам некој апарат куински и така. Јас уште како од мал сум се заинтересирал за наука. Татко ми ме прашуваше многу работи интересни, ми кажуваше татко ми за физиката и тоа мене ме фасцинира. И така исто така почна да ме фасцинира и што има внатре во одредени домаќински уреди, како и тоа да ги рештрафувам и да ги враќам во првобитната форма.